Добре дојдовте во темата на неделата на Слободна Европа. Во следниве минути, преку нашиот видео избор, ви го презентираме и светот на Македонија. Толеранцијата и човековите права се универзални вредности и сите јавно се декларираат за нив. Но кога станува збор за ЛГБТИ популацијата, на Балканот се уште доминираат некои стереотипи и предрасуди. Конзервативните ставови на политичарите потикнуваат хомофобија и кај обичните луѓе и неприфаќање на различните од себе. And I say, society has changed. Society demands the changes in these fields. Обштеството се менува, обштеството бара промени во оваа сфера, вели Роберт Бидрон, прв јавно деклариран хомосексуалец политичар кој стана градоначалник на полскиот град Слупск. Бидрон во 2011 година стана и пратеник во парламентот. I started my political career before I engaged in the LGBT movement. Ја почнав политичката кариера пред да станам активист на LGBT движењето. Знам дека ако сакам да бидам фер политичар, треба да бидам фер спрема себе. Не можам да замислам да глумам дека сум хетеро како што некои глумат кога тоа не сум. Затоа се борам да живееме во свет во кој да се биде геј нема да биде причина за нечија дискриминација или пак да биде пречка тој да биде политичар, на пример. Генерално, кога разговарате со луѓето, тие велат, не разбираме зошто не може да се прави инвитро, зошто нечие партнерство не може да биде регистрирано, зошто жените не можат сами да решаваат за своето здравје, зошто да нема слобода на избор. Even though we are dominated by Catholics, 95% of Polish society declares that they are Catholic. Во Полска доминира католицизмот. 95% од пољаците се декларираат како католици, но истовремено тие сакаат да бидат слободни, да ги споделуваат западните вредности во врска со толеранцијата и човековите права. Сепак се уште има напади, малтретирање, навреди на луѓе од ЛГБТ заедницата, но во однос на ситуацијата од пред 20 години, сега постои голема разлика. Има голем прогрес, вели Бидрон. Кога станува збор за состојбата со ЛГБТ популацијата на Балканот, се уште владеат стереотипи, доминира хомофобијата и нетолеранцијата кон се она што е различно. Конзервативни ставови искажуваат и политичарите, со што на директен или индиректен начин потикнуваат нетолеранција, а тоа се одразува и врз мислењето на обичните луѓе. За сега е просто неверојатно некој јавно декларирано од ЛГБТ популацијата на Балканот да добие некаква јавна функција, а камоли да стане пратеник или градоначалник. Неколкуте обиди за одржување парада на гордоста, на пример во Белград, завршуваа со неуспех, или пак оние што се одржаа поминаа со инциденти, тепачки, контрапротести. Во Црнагора пак по неколкуте неуспешни обиди пред известно време се одржа парада на гордоста, која помина мирно, а и се приклучија и политичари и дипломати. Тоа покажува дека е можен прогрес во врска со толеранцијата и на Балканот, но тоа пред се зависи и од волјата на гарнитурите на власт. Тоа беше прилогот од студиото во Прага. Нашиот неделен видео избор го продолжуваме со информација и реакција на истата тема од Скопје. Во Македонија, особено во последниве години, наместо напредок, се поевидентна е нетолеранцијата спрема ЛГБТИ популацијата. Се понагласениот конзервативен однос на власта и изјавите на политичарите се одразуваат преку медиумите и до обичните луѓе па се случуваат и напади врз оваа заедница. Институциите ги игнорираат овие инциденти. Притисоци на работно место врз ученици во средни училишта кои се перцепираат како поинакви од другите, од психолози, но и од вработени во центри за социјални работи. Со тоа се соочуваат луѓето со поинаква сексуална ориентација во Македонија, тврдат од Хелсинскиот комитет за човекови права. Во таква ситуација, вели Кочо Андоновски, луѓето се обесхрабруваат и да поведат судски случаи, оти хомофобичноста во општеството е доста висока, а од 2008 година навака тоа станало и насилно. Тоа е последица пред се на политиката, на политиките кои ги креираат и ги спроведуваат оние кои се во државните институции. Сето тоа во спрега со медиумите кои се под директно уредништво на
овие структури кои во моментот владеат во Македонија. Вие може да препознаете само ако направите пресклипинг до 2008 и после 2008 вие веднаш ќе видите промена на тоа како се известува. Веднаш ќе видите една друга агенда која наеднаш почнува да се спроведува. Во последниве 2 години имаше 5 случаи на напади врз припадници на ЛГБТ и заедницата, а во ниту еден од нив нападачите не беа пронајдени. Последно на 23 октомври насилници го нападна и кафулето Дамар во момент кога во него се прославуваше годишнина од формирањето на ЛГБТ и центарот. Активистите протестираа пред јавното обвинителство поради нереагирањето на институциите. Токму случајот Дамар потикна и говор на омраза на социјалните мрежи, па беа поднесени и кривични пријави против водителите Јанко Илковски и Миленко Неделковски. Според Ирина Цветко, веќе од коалицијата Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници, таквото изразување не може да се зацкрие за слободата на говорот. Слично како и Андоновски, и таа смета дека говорот на омраза се засилува во последниве години, посочувајќи на некои изјави на премиерот Груевски, кој неодамна рече дека некој сака да промовира искриволчени вредности. Самото употребување на терминот искривоколчени вредности можеби не е повик, директен повик на насилство, но верувајте, тој и како мотивира. Ако вашиот премиер ве смета вас за група која што го подрива општествен систем на оваа држава, очекувано е одредена група насилници да се го разбира тоа како давање зелено светло за справување со овие непожелни елементи со цел да се одбрани она што е дефинирано како свето во оваа земја. Доколку се прави споредба со состојбата и правата на припадниците на ЛГБТ и заедницата во земјите од регионов, чии граѓани имаат сличен менталитет како македонскиот, Андоновски вели дека Бугарија е една од најрелаксираните и најтолерантните, а Хрватска е на добар пат. Состојбата е слична во другите земји од регионов, но за разлика од кај нас, додава тој, таму има политичка волја за одење напред. И тоа беше се во овој видеоизбор во кој ви го презентираме светот на Македонија. Следете не повторно на slobodnaevropa.mk и наредната недела.